На излог од месарници гледаш прасе облечено во пантоли, држи сатар в раце, се смејт и ти викат повелете. Повелете на шо море, психо? Пола семејство стоит зад тебе, дур се смееш ти на излогот. Буквално пола. Другата полојна веќе се конвертирани во кебапи. Ти кажви то нешто? Мене да. Дека имат психо прасиња. И се смејт ко да постигнало некој неверојатен успех. Ко пред да го сликет да му рекле на Бахами ке те пратиме. Може ти ке го пратат, ама како составен дел од некоја шведска маса. Шо успех може да постигне прасе во месарница? Најмногу шо можете да го декорират со малку марула и да го купит некој целото. Некој шо сакат интегрални прасиња. Иначе во друг случај би се осеќало растргнато на 100 страни. Па уште во посебна поза ги стават застанати, ко да ти викат повелете комшија. Повелете на шо? Дојди бе комши помини, ќе спржиме така нешто. Така, од мене. Психо прасиња. Немат побрутална слика за излог. Кој е тој што ја ставил бе? И шо сакал да кажи авторот? Сакам кажам дека насмевката продава. Не брат, во случајов не продават. Брутално е. Поне ке беше брутално да му ставеше граната в уста на прасево и да се насмееше на сите страни. Отколку вака си му ставил сатар в раце, се понашат кој да држи четче за заби. Дури побрутално е отколку да му даеш еш на гладно дете од Етиопија, ја му речиш лапни го, убое за желудецот. Да не знаеш кој е попсихо, авторот или прасето на сликата. Шо не се ставит месарот што продават во месарницата на таква слика. Со сатар и насмевка која продават. Тогаш одма ќе сме сурови кон него. Ќе викаме: леле колку е безчувствителен кон кутрине животни. Упнало нолка слика од него со сатаришчено. Садист. Не мор, унај нема чувство за усет. А вака се ако ќе овидиш психо прасето со сатар в раце, што си викаш: леле колку е сладко. Знаеш дека успеа во животот? Никаквата е. Човек да не знае како да постапи. Еве, вие како би постапиле? Шо слика треба да имат на излог од месарница, а да не е психо? Тој со најдобар предлог ќе го наградиме со 2 кила мелено. На паковка од паштета кој ќе овидиш психо прасето, така е нацртано, ко да ти кажи: почитувани драг купувачу, чест ми е што дел од мене ќе биде дел од тебе. И кога ќе видиш составот на паштетата, масти, соин, лецитин, арома, конзерванси, насмевка во сликава каe, нешто не е окей. Окей, то прасето на сликата самото не е ни криво. Веројатно така го воспитале. Тогаш кој психо е татко му што така го воспитал? Замислете ги се шетет по чаршија татко и син прасиња. И двајцата од психо по психо и гледат излози на месарници. Сине, онде на излогон ке те ставиме. Се знам со газдата. Дедо ти му поможи да ја отвори месарницава. Ти треба само да јаеш и да слушаш. Сатарот сам ќе си дојде. Замислете го само семејството на психо прасиња. Пошто се работи за прасиња, мајка му сигурно имат родено едно 2-13 мали психовци и гарант меѓу нив ќе имат надпревар кој е поуспешен кој ќе пораснат. Поуспешен во шо си велам? Јас сум заштитно лице на синџир на месарници. Јас сум на реклама за фаст фуд. Јас сум... Ти си печен за свадба. Бам 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 бам.